Почитувани Ѓорче Петровци, почитувани македонци, почитувани граѓани на Република Македонија, со огромна чест ни е што денес тука сте со нас на овој преубав настан на првото државно првенство за расата македонски паничар. Ова е раса која од многу одамна, уште од прастаро време, се одгледувала овде на нашите простори. Но за тоа малку подоцна. Голема чест ми е што ете од судиите од Кинолошкиот сојуз на Република Македонија, токму јас ја имам честа да го судам ова прво државно првенство за оваа раса и тоа ќе ми биде голема чест и ќе го памтам цел живот, бидејќи прв да судиш една раса што за некое време ќе биде признаена, навистина за мене е историски момент. Голема благодарност до организаторите на оваа изложба, браќата Владко и Маријан Костовски, и подржувачите Кинолошкиот сојуз на Република Македонија и општината Ѓорче Петров, како и ова храна за миленици Френди. Нешто повеќе за ова ќе каже и нашиот градоначалник Александар Стојковски. Благодарам, Габи. Почитувани Ѓорче Петровци, драги гости, драги пријатели, љубеници во кинологијата. Овдека во Ѓорче Петров навистина имаме една исклучителна чест и можност да по прв пат се организира државно првенство на расата македонски паничар. Настанот е од исклучително значење, бидејќи сите кои што се занимаваат со кинологија знаат што значи една ваква работа, а ние во Ѓорче не една имаме две раси. Имаме Караманот, кој што исто така од овде отпочнат со процедура за регистрација на светско ниво и сега кој имаме веќе македонскиот паничар. Сето тоа благодарение на упорноста на Владко и Маријан Костовски. Сакаме еден аплауз за човекот, бидејќи ова што тие денеска го организира е целосно во нивна организација, целата поставеност, изложбите, литературните конкурси, на вистина тоа бара една огромна енергија, самиот настан денеска и благодарение на тоа што имаме упорни луѓе како Владко, како Габи тука во Ѓорче Петров и кинологијата ни оди напред, имаме се повеќе и повеќе настани од овој карактер. Јас нема да должам многу, ќе ударам збор на Владко да каже тука на Наташа од Кинолошкиот сојуз на Република Македонија и да се видиме во повој прилики. Благодарам. Добар ден. Се што беше претходно кажано околу расата, Габи спомена во кратки црти. Јас би сакал само да се заблагодарам на сите ученици кои беа вклучени на ликовниот и литературен конкурс Македонските раси на учење, најдрагите придружници на децата. Учествуваа 40 училишта од Република Македонија, пристигна околу 600 ликовни творби. Денес на крајот од оценувањето ќе бидат поделени дипломите за сите ученици. Ја повикувам Мила Атанасовска. Имаше многу изработки убави, меѓутоа еве еден македонски паничар да подари на нашиот градоначалник. Мила е ученичка од основното училиште Страшо Пинџов. Сега му давам збор на Маријан да каже нешто за литературниот конкурс, а градоначалникот да ја прогласи изложбата за отворена. Добар ден и од мене во врска со литературниот конкурс што беше одржан по повод овој настан. Дојдоа голем број творби, мощно сме задоволни од нивниот квалитет, така што од сето тоа произлегува дека навистина ова пријателче на македонците, македонскиот паничар, предизвикува големо внимание кај детската популација, затоа што ова куче со други зборови го нарекуваат и куче пријател на семејната среќа. Оттаму ова куче е куче на децата.
Јас им благодарам многу во име на клубот Кинолошки клуб Македонски Паничар и денес ќе им поделиме благодарници од клубот на нашиот градоначалник Александар Стојковски. Јордан Христовски, председателот на Кинолошки сојуз на Република Македонија, денес не е тука од оправдани причини. Присуствува на републичкиот надпревар во стрелаштво, меѓутоа еве представникот Кинолошкиот сојуз на Македонија ќе му ја предаде наградата. Господин Габриел Стибел, меѓународен кинолошки студија, оценувал учење на сите континенти, па и во Африка, и во Азија, и особено ми е драго што македонскиот паничар денес ќе биде оценуван на Габриел. Наташа Настевска, делегат на денешната изложба, позната одгледувачка на Ласа Апсо. Наташа. И го повикувам Ласта Петрович, представник на фабриката Геби, денес спонзор на изложбата, представник на брендот Френди за храна за кучиња. Добро, би сакал сега да ги повикам сите надпреварувачи со своите кутрина да дојдат тука да влезат во рингот и ја прогласувам изложбата затворена. Една заедничка слика да направим. Македонија, земјата со исконски древности, сочувала вредности значајни не само за македонската, туку и за светската цивилизација и култура. Меѓу нив се и македонските раси на кучиња, македонски паничар, македонско овчарско куче Караман, македонски рд, македонски царски загар, мијачко овчарско куче и шарпланинец. Заради запознавање на македонската и светска кинолошка јавност со селективните достигнувања на одгледувачите на расата македонски паничар, Кинолошки клуб Македонски паничар на 23 април 2023 година во паркот на општината Ѓорче Петров ја организира првата специјализирана изложба за оваа раса на која беа пријавени 43 паничари. Изложбата започна со оценување на женките од возрастната категорија од 3 до 6 месеци. Луна на Сандра и Стојко Димовски, Флеки на Мија Голубовска,
Маша на Дијана Ивановска, Белка, Бандини, Панка, Цара и Бела на Владко и Маријан Костовски. Во оваа конкуренција имаме 8 бебиња кои се стари од прилика 3 месеци, 3-3,5 месеци, од каталошки број 1-2 до каталошки број 8, но недостасува едно куче, 7, каталошки број 5 недостасува, значи сите се типични за расата, сите се типични за својата возраст, но мора да разбереме дека ова се бебиња, 3 месеци кои туку што искочили од леглото. Сега јас би сакал, ако може, колку толку да се придвижат по еден мал круг, ве молам еден аплауз за овие бебиња. Изборот на судијата беше следниот. Прво место Бандини, второ место Панка, трето место Бела. Кој е второ, на другата страна е трето. Земи го кутрето, оди на второ место, честитаме и прво место. Значи ова се победниците, имаме женка црно-бела со црни шари, една имаме чисто бела и една имаме бела со беж боја, значи сите тие три варијатитети се дозволени. Им благодариме и им честитаме на наградите. А сега да ги видиме мажјаците. Најмладите паничарчиња, оние на возраст од 3 до 6 месеци, се најпривлечни за детската популација. Во оваа возрастна категорија беа пријавени 6 машки паничарчиња: Шаки на Томица Ѓорѓиевски, Бак на Дејан Василковиќ, Снупи на Теона Арсовска, Рекс на Благица Тодоровска, Цоки на Емина Агушева и Боно на Живко Митревски. Од 6 пријавени учесници на изложбата не пристигнаа 3, а изборот на судијата Габриел Стибел беше следниот. Прво место Шаки на Томица Ѓорѓиевски, второ место Бак на Дејан Василковиќ, трето место Снупи на Теона Арсовска. Во класата на млади, на беби мажјаци од 3 до 6 месеци имаме 3 кутренца и трите се многу перспективни, а сега да ги видиме малку во движење, ве молам. Бидејќи се бебења, уште не знаат да одат, се навистина темпераментни и ќе одиме вака. На трето место. Повелете? Ајде да видиме сега од овие два кој ќе биде прв, кој ќе биде втор. Уште еден круг, ве молам аплауз публика. Ајде вака нека биде. Второ место и прво место црно-белиот. Одиме.
Ве молам аплауз за оваа конкуренција. Ете така и пекарите се тука. Следуваше возрастната категорија од 6 до 9 месеци. Во женска конкуренција имаше пријавено една надпреварувачка, Пела на Маријан и Владко Костовски. Во оваа возрастна категорија немаше пријавено мажјаци. Следуваше возрастната категорија од 9 до 12 месеци, а во женска конкуренција единствено беше пријавена Севда на Владко и Маријан Костовски. Со типична женска глава, коректно забало, коректни очи, коректни предни и задни агли, уреден формат на тело, но сепак се гледа дека не е спремена за изложби, малку е и чудна и средината. Се надеваме дека во наредните години овие кучиња ќе бидат и поистренирани за изложби. Сега за сега тоа е тоа, сепак аплауз што е дојдена на изложбата и честитаме за првото место. Во категоријата од 9 до 12 месеци, мажјаци беа пријавени Шаро на Слободанка и Љупчо Боцевски, Цоки на Дарко Димитриевски и Барут на Јована Филипова. Од нив, единствено Шаро пристигна на изложбата и се закити со првото место. Силен за својата возраст, со типична глава, добро развиен костюм, коректно забало, коректни уши, коректно влакно и колорит. Денеска сам во класата и прво место честитаме. Во возрастната категорија од 12 до 18 месеци, единствената пријавена женка, Дора на Мартин Митровски, не пристигна на изложбата, а во машка конкуренција беа пријавени три паничари: Белчо на Ѓоко Караджовски, Дебели на Зоран Бошковски и Џони на Александар Јовановски. Од нив на изложбата пристигна само Дебели на Зоран Бошковски и се закити со првото место. Има силен врат, има добра конструкција на тело, има добар формат на тело, има добри предни и задни агли, одлично држење на опашка и многу добро лесно и хармонично движење. И победува во својата класа. Дајте пехар, прво место. Следуваше возрастната категорија од 18 до 24 месеци, а во женска конкуренција беа пријавени Видра, Ведра и Мирна на Владко и Маријан Костовски и по истиот редослед беа рангирани од судијата. Вака сега имаме три женки во конкуренција. Това се 24, 25 и 26. Сите се типични. Како што гледате, ова се веќе оформени кучиња и 24 и 25 се комплетно во тип на расата. 26 исто така е многу добра женка, меѓутоа треба да има нешто долго влакно. Одиме еден круг, сите заедно. И во оваа конкуренција, токму како што се наредени, 24 на прво место, 25 на второ место и 26 на трето место. Повелете. Ве молам аплауз за оваа класа.
три кучиња во конкуренција и сите три беа многу убави и одлично оценети. Во возрастната категорија од 18 до 24 месеци, во машка конкуренција беа пријавени Тоби на Горан Милошевски, Роки на Сашко Спасеновски и Панчо на Маријан и Владко Костовски. Од нив не пристигна Тоби, па битката за првото место се водеше меѓу браќата Роки и Панчо. Имаме два мажјаци во оваа конкуренција, 28 и 29. 28, еден типичен мажјак со многу добро крзно, добри предни, добри задни агли, многу добар формат на тело и многу добра, многу пожелно средно влакно. Каталошки број 28, исто така еден типичен мажјак, кој нешто благо е исплашен, прв пат е на изложба, не му е баш до одење, но сепак за да одлучиме прво второ место, ќе ја молам уште еден круг за публика. Вака сега, за оваа раса опашката мора да биде горе. Ве молам, нека не се плашат, уште еден круг. Опашката мора да биде горе. Ајде, оди. Еве, полека. И добро е, застанете вака. Одиме последниот редослед. Прво место, поради тоа што опашот го држи горе, второ место, сепак мислам дека ова куче може да има резултати на друга изложба, мора да се работи, да дигне опаш, затоа што тоа е во стандард на, така е по стандард на расата. Ви честитам. А инаку, ова е едно толку типично куче, што е на самиот банер на самата изложба. Честитаме, браво! Е така, тоа е тоа. Браво, одлично. Одлично. Честитки, аплауз за овие мажаци, а ние одиме понатаму. Откако на паничарот Панчо му беше доделено прво, а на Роки второ место, следуваше најсилната категорија. Панечарите од возрастната категорија, од 2 до 8 години. Во женска конкуренција беа пријавени Веда на Софија Хаджиева, Бела на Билјана Ивановска, Беба на Божо Бубало, Буба на Слободанка Боцевска, Куци на Зоран Блажевски, Шарка и Зоре на Владко и Маријан Костовски. Од нив на изложбата пристигна Веда, Бела, Шарка и Зоре, а изборот на судијата беше следниот. Бела прво место, Зоре второ место, Веда трето место. Ајде ве молам по круг. Значи имаме 4 типични женки од расата Караман, кои се сите во типот на расата, со типични глави, кај сите три влакното е добро формирано, боите се коректни, но секогаш имаме некои мали нијанси кои одлучуваат кој ќе биде прв, кој ќе биде втор, кој ќе биде трет. И одиме вака, на трето место. Одиме на трето место 31, каталошки број 31. Одиме на трето место. На второ место
каталошки број 34 и 32 на прво место. Следуваа мажјаците во возрастната категорија од 2 до 8 години. Пријавени беа 4 паничари: Макс на Мирче Владимиров, Медо на Ана Христовска, Чапо на Русомир Брњарчевски и Белчо на Владко и Маријан Костовски. Оценувањето на судијата започна со преубавиот Макс на Мирче. Вака сега во моментот имаме еден мажјак, зрел мажјак, многу типичен. И како што забележувате, веќе тука се гледа дека и главата е мажествена, забалото е коректно. Имаме благо изразен стоп, имаме темно око, силен череп, уши добро поставени и носени, краток и силен, доволно долг и силен врат, доволно изразен гребен, доволно цврст грб, коректен славенски дел, коректни сапи, коректен опаш. Имаме коректен фронт, многу добри предни и многу добри задни аги. Форматот на телото е одличен, а сега да го видиме движењето. Ова е еден типичен представник на својата раса. Ве молам аплауз. Ова е отприлика моделот како треба во иднина да се развива расата. Одлична оценка, ве молиме причекајте тука. Следуваше оценувањето на Медо и Белчо. Три зрели мажјаци, каталошки број 37, 40, 38, ве молам дојдете таму. Ете така, одиме во круг. Сите три се убави на свој начин. И денеска ќе завршат баш токму како што се поставени. 37 на прво место, 38 на второ место и 40 на трето место. Им честитам на сите. Наред дојде и последната возрастна категорија. Ветераните постари од 8 години. Беа пријавени 2 женки: Лешник на Кристина Георгиевска и Лиска на Игор Димов. Но и двете не пристигнаа на изложбата, па целото внимание на публиката беше насочено кон последниот пријавен паничар, 12-годишниот Белчо на Стефан Дуковски. Многу добра должина и колор на влакното и коректна боја на влакното. Ајде малку само да го видиме во движење. И како што гледате, и движењето е многу лесно и хармонично. И го прогласуваме за најубав ветеран на денешната изложба. Одиме на прво место. А сега, сите што освоја први места во своите класи, нека бидат до самиот ринг, за да го избереме најубавиот од најубавите. 29, 24 нека оди по 20, пред 29, 37, 28, 32. Значи вака, ајде сега да ги одделиме мажјаците од женките. Да видиме, тоа е мажјак, мажјак, мажјак. Застанете таму.
Молам аплауз за оваа конкуренција. Дојдете вие. Вака сега. Секоја раса, за секоја раса од 356 до 360 раси во светот има пропишано стандард, така има и предлог стандард кој е пропишан за караман. Овдека во самото финале имаме кучиња кои се блиску до стандардот и моето судиско око значи одлучи да биде последниот редослед. На трето место да биде бебето од 3 до 6 месеци. Ве молам аплауз. Оди на трето место. На второ место ќе биде една прекрасна женка со каталошки број 32. Одиме второ најубаво куче на денешната изложба и севкупен победник и најубав паничар на денешната изложба е каталошки број 37. Ве молам аплауз и одете на прво место. За најубав паничар на изложбата беше прогласен Макс на Мирче Владимиров. Второто место беше резервирано за преубавата Бела на Билјана Ивановска, а трета Малечката Бандини на Маријан и Владко Костовски. Од организаторот на изложбата следуваше изненадување за публиката. Пред се, за оној дел од публиката кој во изминатите месеци изработија преубави ликовни и литературни творби за конкурсот, македонските раси на кучиња, најдрагите придружници на децата. Специјално за учениците, организаторот покани одгледувачи на македонските раси македонски царски загар и македонско овчарско куче Караман, за да можат во живо да ја видат убавината на овие македонски раси на кучиња. Беа поканети Мартин Трпковски, председател на кинолошкиот клуб Македонски царски загар, кој донесе мажјак и женка од оваа раса, и Илија Блажевски, собственик на горостасниот Караман Гризли. Оваа година се зачлени и клубот за царски загари во Кинолошкиот сојуз на Република Македонија. Тоа исто така една древна раса со која ловеле уште во тамнешни времиња. Тоа се овие два примероци. А сега ќе го видиме и македонското овчарско куче Караман. Застанете тука. Ве молам еден аплауз. Ве молам еден аплауз. За овој прекрасен примерок на Караман. Тоа е од тамнешните времења, биле чувари на селата, чувари на овците
на вистина прекрасен примерок